најпознати убици во поранешна Југославија, монструми чии злосторства се заканувале од Вардар до Триглав. Иако тие често не биле покриени од медиумите, ама ужасите потсетуваат на најстрашните хорор филмови, тие се случиле во социјалистичка Југославија. Ви ги представувам најголемите чудовишта убици од поранешна Југославија, од Вардар до Триглав. 1. Метод Тробец, силувач и давител. Тробец бил осуден за психопатски убиства на најмалку 5 жени, што ги извршил во рок од неколку месеци во 1978 година. Тој ги носил во својата куќа во Горње Васа во Словенија, осамени жени кои ги запознавал во баровите и дома ги силувал, а потоа ги давел. Во фурната биле пронајдени јагленосани остатки на 5 жени, а во текот на судењето се претпоставувало дека тој е виновен за убиство на некои други жени кои тогаш исчезнале без трага. Озлогласениот серијски убиец бил уапсен сосема случајно во 1979 година, кога полицијата упаднала во неговиот дом, откако неуспешно се обидел да ограби германски турист, кој го запамтил бројот на регистарските таблички на неговиот автомобил. Во 1980-тите загребскиот панк бенд Трубецове Крусне печи го добил името по овој убиец, што се однесува на метод. Тој прво бил осуден на смрт, па на 20 години затвор, а потоа на дополнителни 15 за обид за убиство на друг затвореник. Тој се самоубил во затворот во 2006 година по 27 години зад решетки. 2. Шефка Хоџиќ, убиец на трудница. Вакво нешто не се случило во Југославија, медиумите му посветиле големо внимание на овој случај, а немало весник кој секојдневно не пишувал за најмонструозното злосторство на сите времиња во бивша Југославија. Шефка се викала жената чудовиште и пантерот камењача. Според општо прифатената верзија, на 7 октомври 1969 година, недалеку од Јусиќ, во Босна, на потокот Камењача, Шефка ја чекала својата бремена пријателка Алија Хасановиќ, која се враќала од соседното село Ангелики. Таа ја убила со 3 истрели од пиштол, потоа со нож го отворила стомахот и го извадила детето. Потоа телото на Алија го сокрила во нивата под еден сноп сено. Таа потоа го однела детето дома, но тоа не преживеало. Кога била уапсена, Шефка не признала дека ја убила Алија. Таа го негирала тоа дури и кога во низината куќа биле пронајдени дукати, прстени на починатата и крвав нож. Таа беше судена заедно со низиниот зет Авдија Хоџиќ, кој беше обвинет како соучесник затоа што Шефка му го дала пиштолот да го сокрие. Шефка беше осудена на смрт со стрелање, но на повторното судење смртната казна и била заменета во 20 години затвор. Познато е дека Шефка била на слобода во 1983 година, но од тогаш и се губи секаков траг. Најверојатно го променила идентитетот. 3. Винко Пинтариќ, убиец. Винко Пинтариќ од Загорац е роден во 1941 година. Првото убиство во Забок го извршил на 32 годишна возраст во април 1973 година, кога во напад на љубомора убил сосед за кој мислел дека е љубовник на неговата сопруга Катица. Тој првично побегнал, но по 18 дена и се предал на полицијата. Судијата му наредил да оди во Загреб на психијатриско вештачење. 3 месеци подоцна побегнал од болницата за да ја убие сопругата штом се вратил дома. Повторно се дал во бегство и 3 месеци успешно се крил од полицијата. Повторно се предал, а потоа судот го осудил на смрт за 2 убиства и 1 обид за убиство и пукање по куќите. Казната му била преиначена во 20 години затвор, која ја одлежувал во Стара Градишка, додека по 8 години повторно не успел да побегне. Следните 8 години се криел во загорските села и во тој период убил уште најмалку 3 лица. Уапсен е во 1991 година во куќата на својот љубовник, каде се криел. Специјалците ја обколиле куќата, а Пинтариќ не сакал да ја напушти. Мислејќи дека тетка му го изневерила, тој ја ранил во стомахот, а неговиот поход го спречил полицајецот кој му пукал во главата на Пинтариќ. 4. Иван Милет, најбруталниот убиец од Југославија во Австралија. Иван тргнал во крвава треска, силувал, искасапувал и му отсекувал делови од телата и се уште не се знае колку точно има убиено.
Југословенскиот серијски убиец кој стекна светска популарност поради своите злосторства, Иван Милат со децении ќе биде запамтен по бруталните злосторства и злосторствата што ги извршил врз своите жртви. Животот го поминал во Австралија, а жртвите главно биле млади туристи и автостопери. Пред да ги убие, суровиот Милат ги силувал, ги мачел и им ги отсекувал деловите од телото, а потоа ги закопувал во импровизирани гробници кои биле откриени дури во 1990-тите години. Австралиецот со хрватско потекло, Иван Милат, важи за најбрутален убиец во Австралија. Во периодот од 1989 до 1994 година извршил серијски убиства. Милат бил вознемирен од мали нозе, а во 1971 година завршил на суд под обвинение дека силувал двајца планинари, но ова дело не му било докажано. Во австралиските шуми Белангло беа пронајдени телата на неколку планинари убиени од Милат. Милат ги пуштал во автомобилот, представувајќи се како бил, а потоа ги носел во шумата и ги убивал. Методите на убиствата биле различни, што ја отежнувало полициската истрага. Еден од тројцата британски планинари бил застрелан со неколку истрели во главата и избоден од нож по убиството, додека другите двајца биле само избодени. На телата на германските планинари, кои ги убил, имало знаци на давење и борба, а на една од жртвите била одсечена и главата. Овие индици ја наведоа полицијата да веруваат дека има повеќе сторители. Благодарение на Пол Онион, кој го пријавил Милат во полиција, овој ладнокрвен убиец завршил во затвор. Имено Милат се обидел да го убие Онион во 1990 година, но откако Онион ја видел веста за убиствата во 1994 година, ја контактирал полицијата, која преку него и истрагата дошле до Милат. Откако завршил во затвор и добил доживотна казна затвор, Милат бил колумнист во австралискиот весник, а бил отпуштен поради плагијат. Неодамна повторно се обиде да го привлече медиумското внимание, откако си го отсече малиот прс и се обиде да го испрати до Високиот суд на Австралија. Во 2010 година неговиот внук Метју Милат одлучи да го следи својот чичко и неговиот пример, кој со секера губи Дејвид Актерлоние, кој имал 17 години, во шумата Белангло, со неговиот пријател Коен Клајн. Метју е осуден на 43 години затвор затоа што губил Дејвид со секер, а Коен осуден е на 32 години затвор, бидејќи тој снимал со својот мобилен телефон. Девид бил погребан на истото место каде што Милат ги погребувал своите жртви. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.